Здраво на сите. Време е за Листа за 300. Квиз на знаење и надмудрување кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Нашите надпреварувачи се подготвени, јас сум подготвен, целата екипа, впрочем тука во студиото се подготвени за денешното издание. Па затоа да не го трошиме повеќе времето, прво ќе ги повикам домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Филип и Михаел. Повелете. Филип, здраво. Здраво. Михаел, здраво. Здраво. Добре, дојдовте трет пат во Листа за 300, така? Да. Така. Трет учество веќе, од оние 5. Мислам, што можеме нели во една серија, во еден циклус да ги изиграме. До сега освоивме 250 евра. Не фалат уште 250 евра за да можеме убаво да поделиме сумата, нели, да немаме никакви проблеми. Супер, да не сакате вие да си додадете нешто? Јас там ништо. Не баш мотивирани, исто. Еуфорично. Одлично. Ништо, тогаш ви ја припуштам кабината. Таму, нели, сконцентрирајте се, консолидирајте ги редовите и да започнеме за кратко. Може? Може. Домакини, ваша е домакинската кабина, повелете. А тука во нашето студио се и нивните противници, улогата на предизвикувачи денеска им припадна на Елена и Велимир. Повелете. Здраво. Елена, здраво. Како сте? Повелете, можете понабамо така да си дојдете. Како сте? Добре. Ја демек за подобро да направам да изгледа, ќе направам белја на крај. Како сте, Велимир? Добре. Елена, ти како си? Одлично. Да, супер, баш ми е мило. За прв пат сте во квиз? Да, прв. Да. Ви решивте во Листа за 300 да биде. Да видиме, Одлично. Да се Многу ми е забавувам. драго. Супер. Знаете за што станува збор, така сте Да, го гледале да, да. квизот. Одлично. Во продолжение имам само од вас едно нешто побарам, а тоа е да ме прашате ако нешто не е јасно, но преди да вупатам во кабините да се запознаеме на брзинка. Да, да, Ајде, да. ќе започнеме од дамата Како, сега. во? Елена, Јас сум Елена Алексиевска, дипломиран економист, работам моментално и од многу одамна во Легран Казино. супер. Значи, чиме многу години, предпоставувам задоволно од работата. Задоволна, да. Секогаш може подобро, нели, она да се кажеме, ајде, ама и да не претеруваме. Одлично. Со колегата сум тука од работа. Да, одлично, да. колега. Да. Велимир? Да, Велимир Илиевски од Скопје. Да, заедно колеги сме во Легранд. Колку време веќе работите таму Па не, заедно? јас сум сега брзо таму во Легранд, да. ти се беше знаеме, идејата? да, се знаеме подолго време, ние само На сега таму пауза сме, во став решивме да се пријавиме на некој квиз, се погоди овој квиз. Одлично, многу Да. ми е драго. Супер, едве чекам да видам како ќе поминеме денеска. Тоа е тоа, почувате како предизвикувачи, па што видиме до каде ќе стигнете. Ќе видиме, да. Елена и Велимир, повелете во предизвикувачката Благодарам. кабина. Фала. Филип и Михаел, односно Елена и Велимир се во нивните надпреварувачки кабини. Сега сите заедно ќе ги провериме дали работат онака како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. Затоа ќе ве замолам прво да исклучиме домакинската кабина, а Елена и Велимир дали се слушаме? Да. Одлично, во продолжение, ако имаме било каков технички проблем, веднаш да ми кажете, а ако нешто не е јасно, веднаш да ме прашате, договорени. Договорено. Со среќа во продолжение, да не сакате да поздравите некој не ве прашав. Ништо посебно, сите Ништо што не посебно. знаат. Сите што не познаваат. Супер, еви од мене еден голем поздрав до нив. Како што реков, со среќа во продолжение, ќе исклучиме сега и вашата кабина, да провериме кабината на Филип и на Михаел. Дали се слушаме? Да. Домакини, може да стартуваме? Може. Ајде да стартуваме тогаш. Ете, драги гледачи, кабините се во ред, функционираат баш онака како што треба, па може да продолжиме и понатаму. А и денеска, како и секогаш досега, ќе започнеме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи. Зборови што завршуваат со га, односно ГА. Бараме зборови од најмалку 4 букви, што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои завршуваат со буквите га, односно ГА. Се прифаќаат сите видови зборови како именки, глаголи, придавки, прилози, предлози и друго. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, народи и така натаму. Филип и Михаел, дали ни е јасна темата? Јасно. Одлично. Елена и Велимир, дали ни е јасна темата?
Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација започнувате ковните предизвикувачи. Во таа улога денеска се Елена и Велимир. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, Елена и Велимир, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 5, 5. Започнуваме со 5. 7. 7. 9, 9. 15. 15. 16, 16. 20. 20. 23, 23. Нека одговара. Да одговараат. Ајде да видиме, Елена и Велимир, мислев ќе поседите барем малце на рад, да се аклиматизирате, ама не ви дадоа можност Филип и Михаел, велат вие да одговарате. Имаме тука 23 празни полиња кои што треба да ги испишеме со зборчиња кои што завршуваат со га, односно га. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. долга, Долга. Така е. черга, Черга. Така е. далга, Далга. Така е, далга. Точен одговор. дига, Дига. Така е. сега, извини, Алга. 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 Така е. сега, Сега. Така е. Долга. Долга. А долга ми е прво кажано, извини. Не, дога. 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 Како куќе. Да. Раса на куќе, добро, супер. Така е. фаланга, Фаланга. Точен одговор. фуга, Фуга. Точен одговор. шега, Шега. Така е. Нега. Нега. бега, Така е, бега. И бега е точен одговор. Вага. Лага. Така е. Лага. Лага. битанга, Битанга. Дали Елена знае, познава некоја битанга? да, Тоа знаеш што е? Човек што носи две танги одеднаш. Битанга. Така е точен одговор, битанга. ајде, кажа и бага и лага. Да, да. Добро. Уште 8 ни фалат. Сага. Сага. Сила имаме кажано? Да, тога. Тога. Ау, извини, да. Ето, ова ми се догаѓа кога се изборите меѓу себе, затоа што многу Што парови до кажете? сега. Сага. Сага? А снага имаме? Не, снага. Може. Снага нема. Може снага. Снага. Па одиме стега. Па одиме стига. Мисли друга. Снага. Ау се така е. Стега. Стега.
Стига. Стига. Така е. Лига. Лига. Точен одговор, уште 3. Рига. Рига. Така е. 2. Мига. Мига, еден мига множина, ако може тоа, ако се прифаќа, сакаш или не? Ако го има во дигиталниот речник, Дали го има, не? Па го има, зашто да го нема? Да пробувам. Шега. сега кажавме, мислам. Кажавме? Да, кажаме. Ајде, мига. Мига. Да. И мислиш едно. Стига. Како кажа? Брига, не мига. Не, брига. Ама брига е на српски. Не. Сметам да кажем. Да, не требавме да го кажеме. Кој сме? Така сме? На предпоследно мига го кажавме. Чекај се да видиме дали е само бараме. А сега кој ни е поред? Брига. Стига. Лига. Лига кажа. Лига кажа. Брига. Верите. Оф, леле. Па реков не, сега тоа. Да сме живи и здрави. Имам уште една лицитација за играње. Битно покажа Елена и Велимир дека не се тука да дојдат и да седат, туку да се борат за победа и тоа многу ме радува. Супер бевте. Дали мига мислевте на намига? Да, така нешто, да. Да. Дека има за мига, тоа е намига Мига. или има мига, Намига. мигови е следното, Да. како мигови, нели, Да, моменти, така натаму, нема, за жал мига нема, иако знам дека разговорно ние си го користиме, Да. нели, би го ми мига овој тука, наваму, натаму, ама за жал го нема во македонскиот дигитален речник, ниту во пишаниот. Ништо не е готово, имам уште една лицитација за играње, така само храбро вака продолжете и понатаму и се ќе биде како што треба. Елен и Велимир, уште еднаш, со среќа во продолжение, не се предавајте. Филип и Михаел, одлично одиграно, мислам ви се наклонија звездите, така да кажеме, или среќата ви се наклони во оваа ситуација. На предпоследното еден мал лапсус и ги кошташе поен, но и вие знаете дека ништо не е готово, имаме уште за играње, затоа и вие сконцентрирано и понатаму. Пред да продолжиме, драги гледачи, со втората лицитација, односно второто надавање, на брзина да прочитам дел од оние зборови што завршуваат со га. Тука имаме балега, блага, босонога, потоа верига, влага, влечуга, впрега, гуга, досега, драга, дрога, жега, задруга, запрега, заслуга, интрига, јога, кавга, кацига, книга, кога, колега, лига, лизга и така натаму, харинга, челга и чалга, се извинувам, и така натаму. А сега, драги гледачи, време е за втората лицитација. Филип и Михаел се во блага предност од еден поен, но се може да се промени доколку оваа лицитација не отиде во нивна полза. Затоа, да видиме што ќе се случува, дали ќе одиме директно тука на главната сцена или пак ќе играме пенали за да го дознаеме победникот. А за тоа ни треба и темата за втората лицитација. А темата за втората лицитација гласи: актери и актерки чие име започнува со буквата Дж како Џамлија. Извор: филмската база ИМДБ. Бараме имиња и презимиња на актери или актерки чие име во наша транскрипција почнува со буквата Дж, како што се машките Џон, Џејмс, Џек, Џим или женските Џен, Џенифер, Џесика, Џулија и други.
Внимавајте да бидат на вистина актери кои ги има во оваа база, во спротивно нема да бидат признаени. Значи, ги бараме оние актери кои што се заведени во филмската база ИМДБ, затоа бидете да не измислуваме, нели да кажуваме некои помалку познати. Бидете внимателни, има доста, ја колку што можам да видам на оваа буква, кои што им почуваат имињата, но сега дали ги знаем. Ќе видиме во продолжение. Знаете, драги гледачи, само да прашам, Филип и Михаил, дали ни е јасна темата? Да. Елена и Велимир, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со одговарање при втората лицитација започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Сплет на околности, во таа ситуација се Елена и Велимир. Ке ве замолам да исклучиме повторно кабината на домакините, а Елена и Велимир, кога ќе имате понуда, кажете ни. 5. 5. Започнуваме повторно со 5. 7. 7. 9. 9. 10. Едно повеќе 10. 11. 11. 13. 13. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 19. 20. Стигнавме до 20. 22. 22. 23. 23. Нека одговараат. Да одговараат. Ајде да видиме. Филип и Михаил, имаме тука 23 празни полиња кои што треба да ги спишеме со имиња на актери и актерки чие име започува со буквата Дж. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Може. Джордж Клуни. Джордж Клуни. Не го знам. Си личиме во косата сега. Ама само во косата. Толку. Джек Точен Николсон. одговор. Джек Николсон. Така е. Джеймс Дин. Джеймс Дин. Така е. Дженифер Анистон. Дженифер Анистон. Така е. Дженифер Лоренс. Дженифер Лоренс. Така е, точен одговор, Дженифер Лоренс. Джейми Фокс. Джейми Фокс. Така е. Џон Траволта. Џон Траволта. Така е, точен одговор. Джейк Джиленхол. Извини, можеш еднаш? Джейк Джиленхол. Така е на наш. Да. Джиленхол, како е. Джейк Гиленхол. Точен одговор. 8 за Филип и Михаил. Ај Джена Ортега, сакако да кажеме некако. Джена Ортега. Джена Ортега. Така е, точен одговор. Ај, но, пиши. Џон Вейн. Џон Вейн. Джек Кимби. Така е. 10 имаме досега, уште 13 ни требаат. Дженифер
Дженифер Лопес. Дженифер Лопес, ајде. Дженифер Лопес. Глумица. Точен одговор. Джереми Ренер. Джереми Ренер. Да. Джереми Ренер. Дали е така прононсила изгласувано? Нишко е Джереми Ренер. Джереми Ренер, точен одговор. Джим Кери. Джим Кери. Ја го заборив. Така е. Уште 10. Глуми шо. Джош Харт. Джош Харт. Джош се викаше ли? Кај Марони Малано. Джош Харт реков, најде да видиме. Може има така, може да спробаме некој. Сега ги видам. Джош Харт не е мен да игра. Точно така, тоа сакам да ти кажам. Джош Харт има, да, има кошаркар, но за жал нема актер со ова име. Филип и Михаел, да, мислеше ти на Кевин Харт, а има слично име Џон Хурт. Исто со Х, само Хурт, не е Харт, туку Хурт, да. И за момент помисли дека на тој мислиш, тука вика точен одговор, од кај излезе, ама после не. Станува тотално збор за друга личност, некоја нема везе, ама го најдовме Џон Харт, НБА играчот, барем знаеме информација плюс. Кога ќе ни дојдат НБА играчи, ќе знаеме 1+. Ништо не е готово, знаете, сега ќе ми играме мојот омилен дел, односно пеналите ќе го одлучат денешниот победник, оној пар кој што ќе треба да ми се придружи тука на главната сцена. Но пред да продолжиме понатаму, јас само за момент и честитки до Елена и Велимир за првиот освоен поен во листа за 300. Филип и Михаел посконцентрирано во продолжение, знаете ви подобро. И тоа е тоа. Актери и актерки чие име започнува со Дж. Имаме Джад Ло, Джастин Тимберлейк, Джейми Фокс, кажавме, Джеймс Бролин, Джеймс Вудс, потоа Джеймс Дин, Джеймс Ерл Джонс, Джеймс Кан, Джейн Сеймур, Джейн Фонда, Джек Лемон, Джек Николас, Джек Паланс, Джеки Чен, Джеймс Стюарт, Джеки Чен го заборавивме, ете, тоа е знам. Дженифер Лопес, ја кажавме, Дженифер Лоренс, Дженифер Джонс, потоа Джеред Лето, Джесика Алба, Джесика Бил, Джесика Ланг, Джесика Симпсон, Джет Ли го заборавивме. Потоа Джим Парсонс, Джин Хекман, Джинджер Роджерс, Джоан Колинс, Џон Војт и така натаму ги има многу. А сега, драги гледачи, време е за пеналите. Како што реков, тие ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука, па да не должам повеќе. Темата за денешните пенали гласи: држави на 5 букви. Извор: сајтот на Обединетите нации. Бараме суверени држави, членки на Обединетите нации, кои во своето име во наша транскрипција содржат точно 5 букви. Филип и Михаел, дали ни е јасна темата? Јасно. Одлично. Елена и Велимир, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека на пенали први започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи, а во таа улога се денеска Елена и Велимир. Одговараме напоредно, едните па другите, се додека некој не погрешки, и она што е важно е дека кабините се вклучени во текот на целата игра. Тоа не значи дека нашите надпреварувачи, односно надпреварувачки парови не можат да комуницираат меѓусебно, можат, но треба да бидат внимателни за да не бидат прегласни и да не го кажат, откријат својот одговор или да им помогнат на своите противници. Ето, откако ги кажаме тие најважните работи, време е да започнеме. Како што реков, тука нема надавање, директно започнуваме со одговори. Првиот одговор го чекаме од Елена и Велимир. Повелете. Малта. Малта. Конго. М-А-Л. Точен одговор. Конго. Конго. Ке броиме заедно. К-О-Н-Г-О. Точно. Конго, точен одговор. Чешка. Чешка. Така е.
Ирска. Ирска. Така е. Науру. Науру. Така е. Нигер. Нигер. Точен одговор. Непал. Непал. Така е. Бутан. Бутан. И Бутан е точен одговор. Судан. Судан. Точен одговор. Јемен. Јемен. Точен одговор. Катар. Катар. Така е. Либан. Либан. Така е. Морам да бројам. 5, 4, 3, 2, 1. Ајде, кажувај. Не ви тек тоа, ќе мораме да се преселиме ке вашите противници. Данска. Данска. Ау, 6 букви има. Да, Чекај. добро. Како и да е, тети да ќе се префрлиме да видиме доколку Филип и Михаел имаат одговор. За жал ќе бидат победници. Доколку погрешат, продолжуваме или немаат одговор, продолжуваме како ништо да не било. Сега стискајте вие палци. Филип и Михаел. Алжир. Алжир. Алжир, точен одговор за Филип и Михаел и повторно успеваат да излезат како победници на самиот крај. Честитки, момци. Фала. Ке се видиме повторно тука на главната сцена, да видиме овој пат до која парична награда ќе успееме да стигнеме. Елена и Велимир, честитки до вас. Одлични бевте, ако се земе во предвид, нели, секако ако се земе во предвид, но посебно тоа што ви е прво учество во еден квиз. Да. Одлични бевте, ми се допадна вашата храброст, ми се допадна и вашето знаење. Се е тука како што треба, нели она што ни фали, што велам секогаш е неискуството. Така. Само човек да дојде неколку пати, да се опушти, да му стане ова една нормална атмосфера и да почне да размислува, нели, слободно со своја глава, дека знам колку и да се трудите сега, дека сето ова обкружување сепак влијае на размислувањето. Дури и кај мене, да не се лажеме. Ќе се видиме во некоја следна прилика и искрено од се срце се надевам дека ова нема да ве одврати, туку баш напротив, ќе ве навлече почесто да доаѓате во листа за 300 и дека почесто ќе се дружиме. За жал сега со тешко срце морам да ви кажам чао. А како што реков Филип и Михаел, ќе ги повикам сега да ми се придружат тука на главната сцена, но пред да го сторам истото, на брзина да ги прочитаме оние држави на 5 букви, само 22 се такви во светот, а тоа се Алжир, Белиз, Бенин, Бутан, Габон, Ирска, Јемен, Катар, Кипар, Конго, Либан, Малта, Науру, Непал, Нигер, Палау, Самоа, Судан, Тонга, Тунис, Хаити и Чешка. А сега, драги гледачи, време е да ги повикам Филип и Михаел да ми се придружат тука на главната сцена и да ги соочам со темата од нашата листа. Што ќе направат, ќе дознаеме сите заедно во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по пузата. Филип и Михаел ми се придружија по трет пат тука на главната сцена. Нивниот финансиски севкупен учинок досега е 250 евра и денеска ќе имаат шанса да го зголемат истиот. Секако доколку им се погоди темата, што јас искрено се надевам дека и така ќе биде. Филип и Михаел, добре дојдовте повторно тука на оваа позиција. Но знаете, пред да ви ја кажам темата, треба на брзинка чисто да протрчаме низ нашата листа, да се потсетиме како стојат таму работите. Таа е составена од 15 празни полиња, кои што ако ги испишеме со точни одговори, ќе освоиме она максимална сума која што ќе ја бркаме денеска договорено. Во меѓувреме за 3 ваши точни одговори ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 точни одговори 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од тука со парична награда од 300 евра. А сега, дали сме подготвени да слушнеме темата? Да. Супер, слушајте вие добро, драги гледачи, денеска одговараме на тема
песни на Ѓорѓе Балашевиќ или Ѓорѓе Балашевиќ, како сакате. Бараме наслови на песни испеани или компонирани од легендарниот балкански пејач Ѓорѓе Балашевиќ, кој ненадејано почина во февруари 2021 година. Ги признаваме песните кои ги испеал тој самиот, а не кои ги напишал за некој друг или пак за некоја група. Како стоиме со ексио музиката, посебно од овој период, дека сте помлади од секпак генерација, да? Сме лоши. Да. Се ги слушале песните на Ѓорѓе Балашевиќ? Да. Да, одлично. Многу ме радува. Повелете. Напоследку? Напоследку. Напоследку. Така е, напоследку прв точен одговор. Моја прва љубов? Моја прва љубов или моја прва љубов? Моја прва љубов. Точен одговор. Не волим јануар? Не волим јануар. И мене да не ми беше роден ден исто. Горделев мислењето. Ствари порано се радував, зашто ми е роден во јануари и едва го чекав. Сега искрено, кога јас си плаќам за мојот роден, веќе не ми е тука интерес. Кога плаќам моите на времето, супер ми беше. Едва чекав да се, поклони, се ни поклони некој носа. Точен одговор и 50 евра одат и денеска на вашето конто. Што правиме сега за понатаму? Одиме. Одиме? Ајде, Девојка супер. се чардаш ногама? Како? Девојка се чардаш ногама. Девојка, Се чардаш ногама. така, девојка се чардаш ногама. Едно од попознатите песни на Ѓорѓе Балашевиќ и четврти точен одговор за вас. Намчур некој. Намчур. Нашки кажано намќор. Намќор или намќор. Пети точен одговор. Не ломите ми багрење. Што? Чекај. Ова не е сега за 100 евра, така. Не ломите ми багрење, така рековме. Да. Не ломите ми багрење, шести точен одговор и 100 евра се за вас. Не ми успеа. Не ми работат прстите денеска. Ништо. Чекаме само да се испише точниот одговор. Тука, ете така, не ломите ми багрење и може да продолжиме понатаму. Ќе видим, чекај, има време. Не се брзаме. Чек. Знаеш нешто? Не. Добро. Да знам. Кој уште една не ти рекнам? Ајде, кажи ти две, ја ќе ти помогнам за те звани. Божа звани пуб. Божа звани пуб. Божа звани пуб. Седми точен одговор. Никад као бане. Како никад? Никад као бане. Никад као бане. Да, никад као бане, така е. Ти текна? Да. Сега. Сигурните. Така, никад као бане, осми точен одговор и Демол. 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 Девети точен одговор за 150 евра. Ајде, Филип и Михаел, сега што правиме? Имам време, чекај. Мисли, ајде. Сирото вика па ме. Да. Сигурно.
Намерно не ти кажам ништо, чекам две, ако ти текнат за третата да ти ја Така, пробам така. како опција. Запај, ајде, пошто ќе ти текне со пење. А тоа со пењето довде стасав, чекай се чекай. Така. Добро. Добро, ајде. Ајде, више ми реагираат палци од речја, мораме да убрзаме. Ај уште 30 секунди. Што правиме, Филип и Михаел? Ќе одиме понатаму или не? Ако немаш што. Криво му. Кај ти е нешто Таму уште тука. две, да. После, подосно. Не, после, да. Која ти текна, кажи ми? Опрости ми, Катрин. Опрости ми, Катрина, јас свака ќе ти кажам дали ти текна каде е животот. Живот е... уф. Дали ти текна една таква песна? Не ти текнува? Не. Уживанција на плажа, намамо натамо. Таман? Каде е најубав животот? Не ти текнува? Не, толку блокира. Супер бевте, за живот е море ти праве муабет песната, да. Тоа е тоа. Имаше се тука. чита. Супер бевте, брат. 150 евра ги земавте денеска, се вкупна сума сега имаме од 400 евра. И што е најважно, го обезбеди по учеството и во следното издание на нашиот квиз. Пак ќе се дружиме. А еве ги оние најголеми хитови од Ѓорѓе Балашевич. Чекај да ги избегнам сега. Живот е море, за тречу смену, лепа противна кчи, лузер, Мирка, потоа не волим јануар, кажавме, добро, неки нови клинци, одлази циркус, опрости ми Катрин, Панонски морнар, песма о Петлу, потоа рачунајте на нас, свирајте ми јесен стиже дуња моја, у разделјак те љубим и така натаму. Добри бевте, супер, не се. Така. Ако се земе во предвид дека сте на многу помлада генерација од периодот нели кога беше актуелен така кажано Ѓорѓе Балашевич, секоја чест капа доле. Со ова го завршуваме денешното издание на квизот Листа за 300 секако во продолжение. Останете ми во добро здравје, останете со програмата на телевизија Сител и чекајте го следното возбудливо издание на нашиот квиз каде што повторно ќе се дружиме со Филип и Михаел. А кои ќе бидат нивни противници, останува да дознаеме тогаш. А до тогаш не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао.